Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капи и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. И најтенката и најтивката солза која се раѓа во самотната борба на очајот не се губи во океанот на ништожност. Туку запишана со мудрата рака со посредство на животот, се пренесуваат вредностите од човек на човек, од колено на колено, од генерација на генерација. Вака не учеа големите филозофи на образованието Седан Кierkegaard, Павел Вук-Павлович и Јан Амос Коменски. Денес имаме една сосема друга ситуација, еден профил на младите на целосна трансхуманизација. Во овој подкаст Глаголица и рубриката Ars Librum ќе зборуваме за врсничкото насилство, за моето и нашето и вашето големо задоволство, кај нас е детскиот невропсихијатар доктор Људмил Кљусев. Докторе, добро ни дојдовте. Благодарам на поканата ми. Неодамна имавме едно големо, само 400 километри оддалечено од нас, голема трагедија, едно монструозно убиство во училиште. И тоа се случи од дете не од така наречени проблематични семејства, туку дете с големи интелектуалци, таткото доктор, мајката професор на универзитет, дете кое што по сите параметри интелектуални требало да биде и дете на генерација. Сепак се случи ова што се случи. Постоја големи прашалници во јавноста, се работи за психопат, се работи за социопат. Еве ваша оценка за она. Што се случи всушност недалеку од нас? Навистина голема трагедија. Жално е што она што го гледав додека работев во Соединетите Американски држави, го гледаме и на нашите простори. Ова што се случи кај нас е повторлива слика на она што го гледав во Конектикут, каде јас работев во Ньютаун, каде имаше масакар од еден ученик, извршен врз 20 на ученика. Тогаш имаше една голема дискусија зошто ова се случува, а во Америка, впрочем, тоа е честа појава. Тие се лидери во светот по бројот на убиства и масакри во школите. И тоа кај нас, на нашите простори, тоа било раритет, немало такви работи. Ова што се случи од дете на доктор, како што рековте, радиолог и мајка, образовани деца без знаци на нека ментално расстройство да пројави таква агресија врз своите соученици е фрапантно, незабележливо од нашата историја. И мислам дека ќе остане забележливо, ќе остави трага кај сите нас да бидеме повнимателни, да седнеме и да разговараме за оваа тема, за врсничкото насилство и за насилието, за агресивноста кај младите. Мислам, таа насока вчера или завчера на УКИМ, на Филозофскиот факултет, се собра околу 100 ученика од средните школи, разговараат токму за стоп на насилството и испровоцирани од секако од овој настан од Белград. Како да се спречи, секако треба да се вклучат психијатри, психолози, социолози, педагози, просветни работници заедно да работат на оваа проблематика, да имаме повеќе акцент на образованието, на културата во образованието, на родителската грижа, психометриски тестови кај младите и на се она што треба ние да знаеме, што треба да им се посочи, што да им се понуди да имаат здрав развој, да не се повтори ваква морбичава слика. А дали детето е било психопат, социопат, дали имало расстройства, тоа ќе допрва ќе видиме. Мислам, по извршеното злосторство може да се каже дека тоа е чин на еден психопат, на еден отсутство на емпатија, на една личност која што без размислување не покажува никакво реморс, нема тага, нема емпатија, нема жал. Тоа сакав да ве прашам, докторе, како е можно едно 13 годишно дете да не покаже, кое до вчера патувало во Франција со своите вршници,
до претходниот ден било на забава заедно со тие деца и утре дента тоа го извршува тоа насилство, дали е во прашање некој mind control, дали се работи за некоја друга позадина, како е возможно да дете од 13 години не ги побара после таков чин своите родители, дали на вистина децата, новиве генерации не ни се емпатични, немаме чувства. Во јавноста, знаете, постојано училиштето го вперува прстот на родителите. Родителите на училиштето, Да. училиштето на игрици кои што на вистина се агресивни. Да. Ни се случуваат, согласувам, целосна вестернизација. Да. Децата веќе она што јас го читав, дека детето направило шема first level, сега, значи прво ниво, второ ниво, исто како што се случува на игриците Да. со убиствата. Да. Да, што е тоа кај младиве генерации? Дали треба да не загрижува? Се ова што вие го кажете е потврда дека станува збор за една ерозија во секој сегмент на морална, духовна ерозија на општествено-политичкиот систем. Дали е образовен систем, дали е здравствен систем, дали е системот како систем потврди да кај нас и во соседството она вестернизација, вие што кажете, токму тоа е што ги поттикнува младите да се оттрнат од родителите, да самостојно донесуваат заклучоци, да го посветат поголемиот дел од времето на видеоигри на компјутерот, отколку на игра и на споделување на своите емоции со родителите. Родителите немајќи време доволно да им посветат на децата заради таа трка во секојдневието. Едноставно се запоставени или мислат дека децата не им треба онаа љубов што некогаш нашите родители ни искажувале. Така да децата се скриптирани, модулирани преку компјутерите, преку видеоигрите да веруваат во некои за нив идоли. Таков идол или рол модел за тоа дете бил некој серијски убиец, колку што мене беше кажано преку медиумите. Мислам, доктор Несторовиќ и Мила Лечковиќ зборуваа на оваа тема, дека може би да е и програмирано преку некои центри да изврши ваков грозоморен чин. Во таа насока треба да внимаваме ние, затоа што не е исклучиво и ова се случи кај нас. Знаете што, слушав еден неуропсихолог на оваа тема зборуваше. Таа велеше на истиот начин како ние што ги лечиме, не знам, напади на паника, депресија, анксиозност, па преку некој ходник ги внесуваме во различни соби пациентите, на ист начин, ама vice versa, можеме да го ставиме во собата на умот. Доволно вели ни е истражен умот, таа флоскула дека умот не ни е истражен до крај, не треба да ја повторуваме, и точно да го ставиме во собата на неговиот мозок и неговите соблокатори, некои, не знам, не сум јас доктор ни психолог, и да го воведеме детето постојано да мисли на тоа, постојано да мисли дека е исфрлено од средината, а за тоа е потребно баш тие услови што детето имало чувство на отфрленост. Кога биле на екскурзија, детето не спиело на кревет, туку во фетусна положба на фотелја, дали како постојано од нешто да се брани, дали тоа веќе биле симптоми и родителите требале да реагираат, а кај што доаѓа родителската слабост, треба системот да реагира. Ова што вие го кажете, значи постојат subtle signs или некои знаци покажувале детето дека не било сосема прифатено или во дадени моменти било злоставено во школото. Дали било отфрлено на екскурзија, дали било понижено, подценето, вербално, психички, било како. Тоа резултирало кај него со некој гнев, некоја фрустрација, а понатаму како таа фрустрација интерпретирал, дали се зголемило со тек на времето да кулминира со припрема на еден ваков агресивен чин, тоа ќе каже времето. Мислам дека секако дека доколку на време психијатар или психолог во школото седнале, разговарале со децата, ја мислам дека тоа треба да е практика во секој образовен систем, барем еднаш годишно, секој
психолог да седне со секој ученик по половина час да направи еден скрининг како им е нивното емотивно здравје, дали се чувствуваат исполнети, дали се чувствуваат сврлени. Токму и вчера и завчера на УКИМ децата го покажаа тоа, посочија тоа дека педагозите и психолозите во нашите училишта не посветуваат доволно време со Туку со учениците. администрација Туку со се занимава. администрација. А тоа не е само кај нас, тоа е и во Америка исто и секаде во светот. Значи треба да се работи на терен, треба да ги знаеме нашите ученици. Ако сме веќе психолог во училиштето, треба да сме запознати со проблемите. Доколку имаме сомнеш, да ги алармираме родителите, да седнеме да разговараме со психијатар. Доколку немаме сомнеш, тогаш веруваме дека е здрава средина. Меѓутоа покажало знаци дека не е исполнето, дека е отфрлено, било стуткано во нека положба, спиело на пот. Значи, требало некој да го потапше по рамо и да разговара што се случува со тебе, кажи ми како си, што си. Родителите требале да видат детето дали со кого комуницира, како ги доживува емоциите во текот на школскиот ден, дали е исполнет, не е исполнет, со кого комуницира на компјутер. Едноставно, отсуството на внимание резултира со ова. Кога би се обратиле до родителите на децата, таа возраст, пубертет, адолесценција и нешто и подоцна, кои се тие први симптоми кои што укажуваат дека потенцијално детето не мора, меѓутоа има потенција кога да се запали тој црвен аларм, кога да побараат помош, кои се тие први симптоми кои што треба ние како родители да ги воочиме и да дојдеме кај вас и да кажеме, докторе, нешто се случува со нашите. Значи, јас сум по вокација невропсихијатар, меѓутоа сум специјалист и детска психијатрија. Значи сум работел со најмала возраст, а и адолти, сосема возрастни во старски домови, со парови, со зависници. Широк спектар. Агресивноста некогаш е вродена, некогаш е стекната. Тоа сакав да ве прашам сега, дали психопат се раѓа или околностите го прават, или и едното и другото е? Голем дел од на учениците сметаат дека се раѓа. Значи, тука не можеме со точност да кажеме кои гени се опрашање, меѓутоа сигурно се манифестира кај родителите, кај блиските родни, агресија од ваков или поинаков облик. Меѓутоа постојат знаци на не само на агресија, него и на други ментални расстройства, на биполарно, манично, агресивно, иритабилно однесување, некогаш психотично однесување, параноидно, шизофрено однесување, некогаш користење на дрога кај родителите. Прочитав никаде дека кај биполарните пациенти многу е тешко да се излечат вакви аномалии, затоа што вие не знаете со која личност комуницирате, дали е тоа точно, дали навистина нема спас за децата кои што имаат таква тенденција. Некогаш агресијата е симптом на биполарност кај децата. А и кај возрастници. Али ако се промени расположението кај детето, или покажува неутралност, отсутство на емпатија или агресивност, да фрли, да скрши, кога нема да добие тоа што пара, или да не спие неколку денови или недела дена, или да покажува висока степен на интолеранција кон своите фрустрации, да има само повредувачки мисли, нагони, да сака некого да повреди. Тоа укажува на расстройство од тој карактер. Дали е биполарно и нека покаже времето, меѓутоа ние настојуваме да ги регулираме ваквите деца со психофармака, со стабилизатори на расположението, а и со терапија, со психотерапија. Вие поединечно работите со децата во средното приватно училиште, многу успешно Саба, и тоа е еден многу добар импулс за самото училиште. Меѓутоа, другиве училишта, поготово овие државниве, некако не обрнуваат внимание дали заради бројот на децата, дали заради администрацијата. Еве, децата од Саба имаат среќа со профил како вас да зборуваат. Што еве им сугерирате на тие служби
преку тестови или преку разговор, кога ќе видат аномалија или дали секое дете, видовме дека ова дете претходно не покажало никаква агресивност. Напротив, тоа се повлекувало во себе, меѓутоа во меѓувреме правило список, стратегија на деца кои треба да се ликвидираат, а неговите родители помислеле дека прави список за роден ден кој што треба да ги викне децата. Па едно дете прешкртано, што значи тој свесно го направил тој чин. Потоа кога влегол во училиштето, тоа бил значи убил 2 деца, па 2, па менувал муници. Значи тоа не е афект. Не е афект. Тоа е некое долго планирано злосторство. На дете зборуваме 13 години. Па колку и да е хиперинтелектуално, сепак е дете. Тоа е да. Тоа е одлика на однесување на така наречен ѓавол. Значи, психопат кој што за жал може да биде дете, најчесто се тоа возрастни. Меѓутоа, кога планираш масовно убиство или серијско убиство, а не покажуваш никакви знаци претходно, тоа значи дека е сериозна аномалија. Тој кога се јавил, да се извинам, да повика полиција, гласот нели му почнал да му трепери, меѓутоа дали тоа само телото реагирало, а во душата тој и понатаму вели Не. нема емпатија, нема како се чувствува тоа дете после, зошто не ги бара родителите. Едноставно е неприфатливо за човечкиот ум да свати како мало дете тоа може да го направи со идеални услови, со, еве да речем, условно богати родители, се му е пружено. Се му е пружено. Психопатот има цел. Целта е да биде некој лидер во некоја негативна конотација. Тој ја постигнал целта, дури на некој начин му е жал што не ги истепали другите деца. Да. Не покажува интерес, желба за се сретне со родителите, не покажува чувство на кајање, на вина, нема емпатија. Тој се идентификува со таквите масовни убици од интернет со кои што споделувал, имал комуникација со некој од нив. Собрал идеи, барал како да се направат оружја, молотови коктели. Значи тој бил вклучен во целата таа и бил инспириран некој таков серијски убиец. За жал, родителите не успеале своевремено да го спречат, да го откријат или уште го хранеле со тоа што го носели на стрелаштво, го хранеле егото со вакви негативни емоции. Дали навистина одење на стрелаштво детето има повеќе поголема самодоверба како што објаснил таткото во полицијата? Јас сум против употреба на оружје. Во секој случај не би требало децата да бидат изложени на таков стил. Стрелаштво за деца е no. И видеоигри со агресивна содржина, со убиства, со крв, со виолентна содржина, несвесно ги прифаќаме или кај малите деца се стварат енграм од скриптирани емоции, кои што со тек на времето будат порив, доколку не го добијат тоа што го добиваат, не го заслужуваат да ги направат оние работи кои што ги прават преку видеоигрите. Жално е, меѓутоа чинот се веќе сторен. Сега да не се повтори злосторот. И како да го превенираме, како да зборуваме на оваа тема, како да ги откриеме другите случаи, како да превенираме, како да делуваме профилактички. Тоа е целта на психијатрите, на психолозите, педагозите, социолозите. Во таа насока ние јас работам во некои проекти во фондацијата во Меморијалниот центар Никола Кјусев. Од мој патронат или со менторство беа неколку работилници изведени стоп на насилство и не за насилството, во кои што вклучивме неколку повеќе школи, социолози, педагози и просветни работници. Се покажа голем интерес на оваа тема, затоа што уште пред 2 години и минатите години исто имавме такви работилници и семинари на кои што дојдоа доста луѓе кои што кажаат дека да, кај нашите деца има зголемена тенденција на насилство, што не било пример во минатото. И професорите кажат дека се немоќни во денешно време да се справат со децата, дека едноставно логите се промениле, децата имаат
право и дозвола да прават што буквално што сакаат, дека дисциплинските мерки се стануваат, дека психолозите не ги познаваат децата, дека јас како психијатар ги слушав и сакав да им ставам до знање дека токму тоа е проблемот. Кога ќе се чувствувате немотни како родител и како просветен работник, проблемот допрва ќе биде манифестен со ова што се случува и резултира со проблеми какви што ние следиме во секојдневието. Значи, во фондацијата Никола Кјусев имавме и не правиме култ од ликот делото на Никола Кјусев, меѓутоа тој беше како доаен, научник и хуманиста и градеше општество за хуманизам, граѓанство и толеранција и сакаше сите да живееме на среќна, суверена, самостојна Македонија. И за жал, пак ќе речам, ние доживеавме една ерозија во општеството, не само кај нас, меѓутоа воопшто во генерално се насилието станува доминантен феномен и во колективитетот, на општествено ниво се јавуваат војни, гледаме призори на масовни убиства, сите тие немили настани оставаат беле кај децата. Докторе, булингот веќе стана многу честа појава. Јас еве како родител сум сведок на неколку такви случаеви по училишта кои што комуницирам со родители. Како булингот да се спречи во корен, за да не се создадат такви повлекувања, па освети, обмрази. Јас дефинитивно знам дека родителот може со разговор многу да му помогне на детето. Детето да свати зошто одредено дете прави булинг и дека тоа дете што прави булинг страда на некој начин, дека има некои отворени рани кои крварат, кои што на некој начин ги рефлектира кај другото дете. И дали децата кога им се врши булинг, треба да бидат малку да им се објасни дека на тоа дете не треба да им се враќа на еврејското око за око, зап за зап, и да се работи и со едните и со другите, и тие што вршат и на тие што им е извршено, како да го спречиме овој феномен кој што на вистина се повеќе и повеќе доживува пород. Како што кажете, булингот е исто феномен на модерното живење. Кај врсничко насилство е широко распространето. Мислам дека околу 150 милиони деца во светот се изложени на врсничко насилство. Во Америка околу 28% од децата пријавиле врсничко насилство. Од 12 до 14 годишна возраст, некои дури од порана возраст. Значи, 1/3 од учениците веќе се изложени на врсничко насилство. А колку проценти побарале помош? За жал, наставниците, психолозите евидентирале 5%, а 25% не се евидентираат. Заради рейтингот на училиште, тоа е од X фактори, или не се обрнувало внимание, или мислеле дека тоа не е ништо, или ќе поминем. И тоа врсничкото насилство е сериозен проблем, остава траен, белек, и кај тој што прави, што е були, и тој што е извршено злостворот. Тоа се станува збор за агресивно однесување на поединец или група врз исто предмет или со форма на агресија врз друго лице или група или заедница или и тоа се случува континуирано во форма на психичко насилство, вербално насилство, преку социјални мрежи, сајбер насилство и остава траен белек кај жртвата. Доколку трае повеќе од 6 месеци, тогаш се смета дека е класичен булинг. Доколку е пократко трајно изложено, може да е емотивен настап, испад, кавга, емоција, расправија. Меѓутоа, сепак треба да се препознае, треба да се разговара и треба да се искорени. Вербалниот булинг е почест кај девојчињата. Тие се нарекуваат со погорни зборови, со физичкиот е почест кај машките, со тепачки, со меѓутоа денешно време девојчињата практикуваат со повреда со физички повреди, некојаш дури со убиства, некојаш со повреда со кинење на тетратките, на униформите.
Социјалните мрежи играат огромна улога, каде што се подсмеваат, се исмеваат, се погредни збори се употребуваат, се уцени се прават. Преку сајбербулингот исто така се омаловажува личноста, се прават секакви притисци. Фейк информации се шират, се пласираат во јавност. Значи, сите овие феномени, за жал, се чести. Кога велам 30% од младината е изложена на булинг, значи дека треба ние да сме активно вклучени да го спречиме. Докторе, ова пред да дојдам се консултирав со некои родители. Како го оценувате овој случај, ако е поединечен, сепак мислам дека има повеќе такви кои што не се пријавуваат јавно да кажат што ги мачи. Детето во училиштето е апсолутно игнорирано од своите врсници, од наставниците. Како да се договорени детето, како да е празен простор? Тоа е психички булинг. Тоа е психички булинг и како сега, еве, ова е прашање од една мајка, како детето, кога апсолутно е игнорирано, никој не се дружи со него, му прават апсолутна социјална барикада, наставниците, затоа што замерени со родителите, не сакаат да вложат ништо, некој напор, туку едноставно го буткаат што побрзо да заврши училишната година. Како е еден родител да му објасни на тоа дете дека е вреден чинител, дали да смени училиште, како децата да се навикнат на инклузија, дека тие се една заедница, едно семејство во тие училишни клуби. Ние бевме така растени. Во наше време не постоја, мислам, имаше форми на физичко насилство, меѓутоа немаше имавме поголема толеранција, љубов, разбирање, игра и слога. Ако едно дете е запоставено психички, не му се обрнува внимание, треба да се запрашаме зошто, од кои причини тоа се случува, дали е детето со физички недостатоци, со ментални недостатоци, дали е превисоко за годините, премало, дали е поддебело или послабо, дали е друга националност, друга националност, дали има некој хендикеп или не. И токму ако е психологот во училиштето присутен, треба да седне да го потапка по рамо, како си, што се случува, зашто си сам, како да ги открие овие аномалии, да седнеме да разговараме. Медиацијата, разговорот во самиот клас, отварање на тема за поставеност, игнорираност, како детето се чувствува, да дозволиме нему да ги искаже своите емоции, како се чувствува кога никој не му приоја, не го игра, не го дружи. Ке ги резултира со секако позитивен резултат. Доколку не му се излезе во пресред, промена на средината. Да. Ако немаме разбирање, промена на средината. А некогаш ваките траги доведуваат до анксиозност. Децата не можат да спијат, не можат да се хранат добро, потфрлаат се оценките, со учењето, со наставата, не се редовни, доведуваат до депресија, некогаш до самоповредување, до суицидни мисли. Значи, остава трагика и самите деца. Докторе, се случи во Србија, чинам уште еден настан, каде што имаме обратно. Ученикот агресивен од недобивање на некоја оцена или од тоа што наставничката му кажала, исто во основно училиште, двајца се собра и ја натепа наставничката и таа се бунеше по тоа, кажуваше. Поготово што родителите во денешно време се презаштитнички ориентирани кон децата. Тие децата ќе дојдат дома, не испитуваат дали детето можеби од кои причини таква приказна кажува, не ги сослушуваат, одат одма физички да се пресметуваат со наставникот, кај директорот, па одма, поготово ако се по така финансиски солидни, тоа е веќе сосема друга ситуација, секако недопирливи, не смеете ништо со нивното дете да реагирате како професор, како наставник, туку едноставно да се штитите себе си. Значи имаме и таква една Има такви аномалии за жал, overprotective parents или нарцисоидни родители кои што сметаат дека на децата треба им биде дозволено или да им биде дека нивните деца заслужуваат повеќе и внимание и дека професорите за жал не им излегуваат во пресред, дека тие се хендикепирани. Не гледаат
вистинската слика и наметнуваат една насилничко однесување. Тоа е пак една врста на агресивно однесување од родителите кон самите наставници, да тие се чувствуваат безпомошни, да не знаат како да се справат. Пак, ќе споменам, родителските средби се во таа насока треба да се спроведат неколку пати во годината. Треба родителите да бидат присутни, да размијат мислење со другите родители, да им се укажат да ја видат реалната слика од самото училиште, не видат дека ова што го доживува нивното дете токму може би е искривена слика, може би не е вистинска слика. И ако психологот и наставникот и другите потврдат дека детето навистина отсуствува од школа, дека не е редовно, дека потврло со оценките и дека се му е дозволено, може би до детето, може би до родителите, може би тие грешат некаде, може би тие го малтретираат дома, може би тие имаат некакви фрустрации, немаат исполнети желби. Комплексна е оваа материја. Треба да се седне да се разговара. Доколку родителите се толку агресивни да настојуваат, тогаш едноставно ќе им се стави укор, ќе им се каже дека ова не е дозволено во нашата школа. Некој полиси манјал во секоја школа треба да има. Нашата школа нема до користење на дрога, нема физичко, нема агресивно насилие, нема насилие од родителите, имаме правилник за работа, имаме часови кои детето треба да ги следи, имаме наставна програма која детето треба да ја спроведе. Ваша задача е да го следите неговиот раст и развој, да не кажете ако не работи дома, ако користи дрога, ние да ви кажеме. Значи некоја комуникација треба да има. А психолозите како да се поделија, докторе? Едните се јавија дека треба плишано воспитување, што значи со фино, со добро, да се разговара, со примери, позитивни примери, што е за мене прифатливо, а се јавија и другите дека треба цврста рака, дисциплина. Дали е тоа се индивидуален приод кон секое дете различно или постои една генерално упатство како со децата да постапуваме, каде да не попуштаме, каде да не сме толерантни, каде да сме толерантни, златна средина ли е одговорот? Што мислите? Па, златна средина е одговорот. Авторитет треба да се почитува. Родителот треба да се почитува. Ние дозволивме да улогата на родители да ја промениме. Фактички децата, кај голем број од родители отсуства родителска грижа кон децата и децата наметнуваат своја агресивност кон самите родители. Стануваат, легнуваат кога сакат, ручат кога сакат, излегуваат кога сакат, користат психоактивни супстанции, не фермат никаков закон на авторитет. И со такви деца тешко е да се воспостави некоја хармонија во самото училиште, затоа што веќе се испуштени од контрола. Меѓутоа, пак образовниот систем е тука да ги нив следи. Ако ги следиме и со авторитет во школата, и ако продолжи тој авторитативен систем да се усогласи, како што постоеше на времето, да самиот професор може да ги казни дисциплински, не велам физички да ги тепа, меѓутоа дисциплински да ги казни, да се плашат од професорите, тогаш децата повеќе ќе ги почитуваат. Ако професорот разговара со нив, е присутен со нив, тие го почитуваат, тогаш ќе има и успех во својата професија. Ако не, тогаш ќе биде едно расилост. Нашиот закон предвидува сега, ако вие детето се пожали во Центарот за труд и социјална политика и ако вие сте престрог како родител, не зборам за физичко насилство, јас лично сум против, меѓутоа ако авторитативно психолошки дете, тоа може да се пожали и родителот го викаат во центарот и има опасност да ви ги одзема децата. Значи самиот закон сега е на страна на целиот овој процес кој што доедавме. За жал, ние сме слепи послушници на евроатлантските наши партнери. Се што е негативно ние прифативме и условно кажано го копираме. Оно што вие го кажавте, го гледав во Америка 20 и повеќе години, каде децата со X примери може да се пожалат кај професорите, дека се физички нападнати од едниот и другиот родител и да направат приказка и да не се доволно испитат причинско-последичните односи во фамилијата, детето да биде под надзор на социјален работник или психолог и да му биде оден фостер или старателство од друг родител. Родителите го губат старателство. Ваквите деца, за жал, во Америка манипулираат и
манипулативни деца, меѓутоа да се тргнат од фамилијата, сметајќи дека сурогат или други родители ќе им пружат поголема љубов. За жал, таквите други фамилии покажа поголема стапка на агресивност, сексуална, И на физичка, криминал, психичка. затоа што ги даваат за проституција. И дават за human trafficking. А, Сите тие негативни примери ние треба да сме умерени, да не се истрчуваме, да размислиме пред да прифатиме било какви правила. Образовни реформи во образованието. Мислам дека секои реформи што ги направивме до сега, ние само си наштетуваме сами. Си пукавме во глава. Си пукавме во глава. Буквално. Буквално. И сега се прашуваме што направивме. Да. Каде тераме вака. Ако иднината е кај децата, каква иднина ли не очекува, тоа е прашање за себе. Јас би сакала за крај да ве прашам, докторе, што би им порачале вие? Како да излеземе од овој ќорсокак? На родителите, на наставниците, на општеството, на системот? Дали треба да градиме нов систем со повеќе едукација, со еве вашата фондација се Ние се сме јавува само како елемент факт, на елемент. нашето општество. Да, ние не можеме да ги регулираме односите во општеството, ние само настојуваме да го шириме хуманизмот, едукацијата, наука, да делуваме. Настојуваме преку проекти, преку размена на мислења, да се вклучиме колку можеме и тоа. Што можеме да кажеме? Дека образовниот систем треба да се реформира, да биде да се вратиме на класичниот образовен систем. Да ги тераме децата да читаат книги. Да им го скратиме правото на користење на телефони за време на наставата. Дали со TikTok, извинете, како што беше мерката воспоставена, дали со TikTok ние ќе го решиме? Ако ја го отстраниме TikTok, дали ќе го отстраниме и насилството, како што еве ни беше пласирано во последно време? Некоја мониторинг врз она што прават нашите деца врз социјалните мрежи мора да има од родителите. Мораме да знаеме децата со кого општат на социјалните мрежи. Компјутерот им е потреба на децата како алатка за стекнување на нови знања, содржини и така натаму, меѓутоа треба да сме директно вклучени и да знаеме дали го користат компјутерот за нешто друго, со кого општат, како комуницираат, зашто користат насилнички зборови. Зашто такви насилнички зборови, скриптирани зборови кои што децата ги прават, да се искажат и да се наметнат врз другите деца, доведуваат до зголемено насилство. Јас како психијатар следам биопсихосоциолошките феномени од повеќе аспекти. Дали се работи за некои предиспозиции во промена на менталното здравје, дали социолошките фактори влијаат на кединката и други фактори. И што можеме ние да сториме? Дали им требаат лекарства, дали им треба психотерапија, дали им треба друга помош? И тоа, што можеме да им кажеме на родителите? Бидете повнимателни, работете со децата, посветете повеќе време, дозволете им на децата да ги кажат отворено своите проблеми. Доколку имаат, поедете да разговарате со некој стручно лице. Барем најдете начин да ги информирате, алармирате и просветните работници дека вашето дете има такви проблеми, забелешки, како заеднички да им помогнеме да ги натераме децата да бидат добри идни граѓани во општество, да бидат загрижени за иднината нова држава и за себе, да ги образуваме, да бидат писмени, да читаат книги. Точно. Докторе, за само и уште едно сакам да ве прашам што исто така е проблем во општеството, а тоа е зборувајќи со еден неуропсихолог, тој ми кажа дека постојат така наречени следачи, значи ве следи вас точно, веќе нема ништо тајно со технократизацијата, едно копче тука, веќе профилот вас ви го знаат, какви ви се интересите, што сакате, дали сте потенцијал за нешто да... И постојат такви следачи кои што во различни фази ќе, ако ве отфрлила од околината, доаѓаат како на интернет, како ваш суперхерој, како сурогат. Како ментори. Како ментори. Love blowing, не знам како кажа тој, дека ве обскрбуваат со таква љубов да вие не може, ве прават зависни,
од таа љубов дека ве прават најдобар, вие што го потенциравте тоа е Расколников, нели? Темата да бидам јас некој нешто, па макар и по зло да бидам познат, и самото дете во Белград кажа ќе ми скандираат сега под прозор царе, царе и така натаму, и потоа ви кажуваат кои се уствари тука, а тоа е се секти, кои се уствари тука правилата. Не смеете да кажете на родители што ви се случува. И значи воспоставувате една хармонија, точно детето интересите, точно детето што сака. Од друга страна имаме ситуација детето не сме, ако детето каже на родителот, они некако дознаваат и го отфрлаат од групата. Значи апсолутно детето е парализирано да каже дома, парализирано да каже, се повлекува од родителите, се повлекува од децата и тука станува заробеник на ова што тој го барал цел живот и му се јавува како некоја рајска земја. И децата постепено ни ги привлекуваат во различни секти и ние, еве, како родител, ќе мислиме можеби детето има некоја анаксиозност, во суштина се работи за многу подлабок случај. Многу ме загрижува тој феномен кој што полека доаѓа кај нас. Со вестернизацијата ни донесаат сите можни проблеми и еве како еве и да им дадовте порака на родителите, на наставниците, на самите деца, како меѓу себе да го препознаат тоа и да алармираат на време. Мислам дека ако на време се алармира, имаме спас. Надзор е питан. Дали е од системот, како целосно безбедносниот аспект, да се следат ваквите платформи кои што децата комуницираат, скрбат информации кои им се додворува, кои им се наметнува, со која цел треба службите да реагираат. Децата се изложени и ти абсорбираат се што им се сервира. Ако покажат интерес за религија, ќе им се јави некој лице и ќе им зборува дојдете кај нас во нашата служба, ние ќе дали ќе биде Јехова ни витни, дали ќе биде тоа, она ќе најдеме начин како да ве прифатиме, да ве отргнеме од ѓаволот. Ако верувате во Сатана, ќе ве повикаат сатанистите. Она што го мислите, платформата ќе ви го понуди. И ќе ви го сервира како модел за правилно размислување. И повеќе ве навлекува да верувате во таа идеологија и ако сте мислеле дека сте ариевска раса, вие ќе бидете нацисти. Ако мислите дека сте онеправдан, ќе бидете, ако сте гендер неутрален, ќе ви дадат правец. Ако не сте сигурни во самиот себе, ќе ве направат да не знаете дали сте машко или девојче, или ќе ве натераат да размислувате. Тој на возрасен човек е проблем да се како дистанцира од тоа ни па на кој ги раководи тие мрежи, не знам. Меѓутоа ова е современа интернет технологија секако дека прави програми кои што сервираат такви или акумулираат такви податоци во основа на она што е вашиот интерес, сфера на размислување, те профилираат модел од вас и ве терат во насока и ве проектираат да размислувате како што размислувала момчето на 13 години во Белград. Пак ќе речем, тоа е програмирано. Да. Дефинитивно. Докторе Кљуса, ви благодарам многу, еве, од цело студија. Ви благодариме многу за овој инспиративен и многу корисен разговор, а е посветен на нашите деца, на сите деца кои што допива треба да станат нешто во да водат оваа држава. И се надевам се гледаме повторно. И ми благодарам на поканата. Почитувани гледачи, следете не на YouTube. Ви благодарам.